Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Уште едно срдечно добре дојде на сите вас во емисијата на Глас од Македонија, почитувани слушатели. Со песната и зборот македонски, целта ни е да секој од вас, од мало па до најголем, го најде своето место, за да ви приреди пријатно расположение, а ние да отпочнеме со убавата македонска песна. Pesna јас да запеа, тешко ми е да заборавам. Дајте чаша рујно вино, свири тихо виолино, една песна јас да запеа. Dajte čas
duša boli mnogo tagova. Da možda da te vidam, da te ljubam, da te imam, jedna pesna ja ske zapevam. Da možda da te vidam, da te ljubam, da te imam, jedna pesna ja ske zapevam. Од детското катче, драги дечиња, и вечерва сме со вас, како и во многу наши идни емисии. Целта ни е да ви приредиме приказни, кои се дел од вас, од Македонија, но истовремено и да имате мирен сон. Вечерва ќе ви се представиме со Херакло или Херакле за втора пела кој го избра местото под неповторливиот, убавиот Пелистер. Па еве да одиме со ред. Во Македонија од секогаш постоело обичај имињата на градовите да ги носат имињата на царевите и хероите кои ги граделе. Така по Филип II се викале Филипи, по Александар Александри, па Аполони, Хераклеи и така натаму. Тие до ден денес се неизбришливи траги за историјата на македонците. Беше си бил јунакот Херакло, предок на македонските цареви Хераклиди. Оружјето на Херакло бил лакот и стрелата и стапот кој сам го изработил, со јазли на местата од гранките спирално бележени. Тој символ си нашол место во кованјето на македонските монети до средниот век, кога владеела македонската династија во така наречената Византија, иако такво име во древните споменици нема, кога се било македонско. Херакле со голи раце го убил немејскиот лав и си ја префрлил лавјата кожа преку рамото како знак на моќ. Македонските цареви, Хераклиди, се гордееле и ги употребувале истите символи за да се подсетат на надчовечките подвизи со кои ја избориле славата за Македонија. Херакло е славен и почитуван заради неговите заштитнички борби од сите неправди и зла. Уште како дете во крошната ги задавил двете змии со силата на инстинктот на бебешките раце. Се редат херојства се поголеми едни од други. Ги исекол главите на хидрата, го убил вампирот или вепарот што пустошел по полињата, ги совладал птиците со железни канџи, ги исчистил евгеевите пондили, го совладал критскиот бик, го добил киполитовиот појас од амазонките, ги обрал хесперидните златни јаболка, го придржал небесниот свод вместо Атлас, го спасил окованиот Прометеј на Спила и уште многу такви познати дела. Хераклитската приказна за македонците е уште поважна. Тие во спомен на Херакло ги изградиле градовите Хераклеи во Сицилија, Тракија, Понтии, Линкестида во Битола. Филип II ги градел Хераклеите како култни македонски места со долга традиција и карактеристика на царски македонски градови. Во близина на Хераклеја има уште градови, како што се Алкомена именувана со име на мајката на Херакло. Ако Филип се идентификувал со Херакле, тогаш со Алкомена треба да се идентификува Евридика, мајката на Филип, линкетската принцеза со која се оженил Аминта III, таткото на Филип II Македонски.
Во Хераклеја се откопани храмови, патеки од камени, столбови од мермер, театар со сцена и оркестра, со мозаици и статуи какви што имало и во сите македонски градови од тоа време. Секој град во своето време крие дел од животот на царевите и хероите. Затоа било обичај така да се именуваат македонските градови, за навек да не подсетуваат и да ни ја кажуваат приказната за царевите на македонците. Во Битола го има сето тоа. Легендата за Херакло продолжува во јунаштвото на Марко Крале и многуте ангели по фреските низ македонските цркви кои се борат со злото за да го заштитат народот. Тоа беше приказната за македонскиот јунак Херакле. Драги дечиња, и овој пат со емисијата Глас од Македонија ви посакувам добра и пријатна ноќ. Од рубриката Верувале или не. Вечерва повторно ќе дадам од чудата на нашите светци и повторно ќе го спомнам покојниот Димче Ристевски. За да одат да сечат дрва во планината, дрварите порано оделе во по неколку души заедно. Така и Димче Ристевски се договорил со другарите да одат заедно. Меѓутоа Димче се успал и тргнал малку подоцна. Бидејќи црквата Свети Илија е над селото Велгошти некаде околу 3 километри, Димче Ристевски со коњот тргнал кај другарите, каде требало да помине покрај црквата Свети Илија. Но по патот почнало да врни толку многу вистински порои со грмежи. Димче, бидејќи бил во близина на црквата Свети Илија, решил да се сокрие од дождот се додека не престане токму во самата црква. Во тоа време, како што згрмело и секавица се појавила, до него бил джандар,
човек облечен во униформа, во тоа време пред Втората светска војна во српска униформа. Димче Ристевски не се исплашил, зашто замислен каде ќе ги најде другарите, си мислел дека и овој човек се сокрива од дождот. Тогаш непознатиот на Ристевски му вели: другарите ти се кај валајцата, кај кошарите Ристевски, но слушај што ќе ти речам. Кажи му на буџаковци да не ми ги носат овците овде да пасат, да ми ја гнасат ливадата, зашто пупунец ќе ги сторам, бидејќи ми доаѓа мојот празник. Туку види како ќе светни секавицата. Димче погледал во небото. Навистина секнала секавицата, но кога потоа гледа дека до него нема никаков човек. Тогаш Димче Ристевски исплашен, но и морници му поминале низ телото, рекол: сполајте и тебе, златен светилија. Се качил на коњот, бидејќи дождот прекинал, и отишол кај другарите како што му рекол самиот Светилија и им ја раскажал случката. Мате тече вода студена, не тече вода студена. Мате кара гранка зелена, не кара гранка зелена. Мате на гранката бил камена, не на гранката бил камен. Мате на камено постела, не на камено постела. Мате на постела седеше, не на постела седеше. Мате това младо тердиче, не това младо тердиче. Мате и на мата шиеше, не и на мата шиеше. Мате да му конте каше, не да му конте каше. Мате да му конте каше, не да му конте каше. Мате пред рамо ди препрла, не пред рамо ди препрла. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416 725 6335.
Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран низ целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонарник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416 725 6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Има еден калептажен ода при солзи мој што броди. Има еден живот празен ода без ден да му се роди. Има едни очи многу топли, сон што барат низ животен траг. Галептажен развил крилја мојата душа, а та го слуша. Слушни плаче галеб мили одан по сонце што се гасли. Para pomoć, para sila oda, od mrakota go spasi. Letaj tipko, galebe moj tažen, topli sonce, zarobi Bog čas. Daj mi malo parče mirno, sino nebo, istopli mi duša, istopli mi duša. Letaj mi solzi moj, galebe moj tažen. Letaj ko neba tvoj, galebe moj tažen. Letaj ko noći topli, po mrakot što dona. Darim son, već ti spasi. Letaj mi solzi moj, galebe moj tažen. Letaj ko neba tvoj, galebe moj tažen. Letaj ko noći topli, ko mrakot što tona. Darim son, leti spasi. Istopli mi duša, istopli mi duša. Letaj mi solzi moj, galebe moj tažen. Letaj ko neba tvoj, galebe moj tažen. Letaj ko noći topli, ko mrakot što tona. Darim son, leti spasi. Letaj mi solzi moj, galebe moj tažen. Letaj ko neba tvoj, galebe moj tažen. Letaj ko noći topli, ko mrakot što tona. Darim son, leti spasi. Darim son, leti spasi. Во минатата емисија ја дадов символиката и значењето на Исус или Крис, како и крстот, што и вечерва за некои работи и ќе се повторам. Пред се да спомнам дека крстот не е појавен со христијанството, него Александар Македонски на штитот на неговите раменици го носеше, зашто точно знаеше што означува.
Ако знаеме дека на 21 март и 21 септември е равноденица, поточно денот и ноќта се исти, токму во христијанството продолжува приказната, но овде е спомнат Исус. Нарочно не велам Христос или Исус, затоа што Германско-Нордискиот институт ја изветопери македонската историја што ја дадоа на другите држави и народи, а тоа може да се види во книгата што германците ја издадоа Античка Грција, лулка на европската цивилизација и доаѓањето на словените. Знаеме дека крстот, сонцето и лавот се главните обележја уште пред Христа. Вечерва ќе се задржиме, реков, на крстот и сонцето, а зашто ќе зборуваме како сведок ние виничкото кале со записи пишувани до денес. Ако во Стариот Завет се спомнуваат евреите и македонците, а и во Новиот Завет се македонците, така да живи сме сведоци на настаните и историјата, но германците, Исус реков го нарекоа Христос, а не крст или Крист. Токму и со полно право ќе речам дека писмото и јазикот македонски биле во старо време или сега денешно ги открива лагите на христијанството, а за тоа, реков, има докази на виничкото кале. Да отпочнеме со следното. Почетоците на годишните времиња се 4 позиции на сонцето или како што кажуваме 4 годишни времиња: пролет, лето, есен и зима. На 22 декември сонцето е најслабо, а денот најмал. Од тој ден до 25 декември сонцето се појавува колку петелот што може да го прескокне прагот, што значи се појавува нова искра, но исто почнува толку да се зголемува и денот. Која е символиката на Исус? Со растот на сонцето креснува искра која создава, која носи нов оган или светлина. А на тој ден е празникот Свети Игнатий. Сите знаеме дека се палат огнови, се прескокнува огнот према македонските обичаи, а тоа е најавување на рождеството на синот на Бог, Божич, или ние го викаме Божик, за да на 25 декември по стариот календар се роди младото сонце или воскреснување на мојкиниот живот, кое сонце знаеме изгрева од исток, а пота се крева нагоре до небото, давајќи поголема топлина на земјата. Денот расте, сонцето станува посилно се до 22 јуни. Но пред тоа на 21 март, кога се денот и ноќта исти и го викаме раноденица, расте вегетацијата. 22 јуни почнува летото, на 24 јуни на денот Вртолум или Варвара се врти и времето, се врти и патот на сонцето. Денот почнува да се намалува до 21 септември, кога повторно денот и ноќта се исти, односно раноденица. Да не одиме многу далеку, туку за пирамидите да спомниме што се најдоа во Босна и Херцеговина и за ваша информација ги има и во Македонија, но за жал уште не се откопани. Германците со креирање на ново компонираната држава, но за нивни цели, за нивни интереси, го основаа Германско-Нордискиот институт, каде се што беше македонско го заменија со други зборови како македонското писмо со кирилица, Македонската империја со Византија, Александар Македонски со Александар Велики и така натаму и така натаму. Историјата на Македонија им ја дадоа на соседните држави на Македонија, исто ново компонирани во 19 и 20 век. Рековме дека Крис или Ристос е искра која означува ново раѓање, настанување. Ова значење на Исус е само во македонскиот јазик и кај словените кои се дел од македонците, што значи тука е изворот. И повторно ќе ги кажам мислите на Свети Јован во неговото Евангелие. Словото и Словото во Бога, и Словото беше Бог. Слово значи буква и збор. Зборот излегува од устата, а изустен збор јас сум Слово. За пирамидите во Босна, кои датираат пред повеќе од 30.000 години, а се е засновано на креснувањето на растот на сонцето и денот. Врвовите на пирамидите се на исто растојание 2160 метри. Тоа се забележува кога пирамидата на сонцето и пирамидата на месецот на 22 јуни, кога денот е најголем, а сонцето е најсилно, тогаш сенката пак аѓа на врвот на месецот, што значи почнува ерата на месецот, а со тоа и почнува сонцето да слабее.
Денот се намалува, а пирамидата на сонцето зазема студ. Може да се рече дека пирамидата се на сонцето, месецот и љубовта или змевот. Сите пирамиди се поставени во правилен агол, а знаеме дека сонцето по елипсоидната патека го прави својот пат поделен на 12 месеци. Се врти околу сонцето, а тука е врската помеѓу антиката и христијанството, кое се е откриено од македонците, што за жал и голем срам за Германија, па и за Англија, Франција, Америка, што не го признават тоа и го нарекуваат грчко. Во случајов пак за пирамидите во Босна, голем срам за да не се докаже дека од македонците е направено. Велам голем срам за европската наука, кои пирамидите кои се правилно поставени ги нарекуваат зданија. Но како и да е, вистинските вредности за сето ова ќе се докажат. Вистината се танчи, ама не секени, зашто сакали или не, доаѓа времето точно за македонците. Свето парче земја, полна ми е душата. Тука сум своја на своето, има ли нешто подобро? Угаси меѓу своји луѓе, полно ти е и срцето. Една земја јас си имам и на никој не ја давам, не јас не ја продавам. Една земја, една беда, ама како не ја нема моја Македонија.
Има добри луѓе и нешто не продаваат. Една земја јас си имам и на никој не ја давам, не јас не ја продавам. Една земја, една беда, ама како не ја нема моја Македонија, наша Македонија. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Прости ми, душо моја, за ноќите не спани. Твојата врела солза нек ме излечи. Секогаш беше добра, таква и остани. Некога што ја чуеш, она нашата, заигра и пушти срце, крени ја чашата. Јас морам сам да одам со своите немири. Ти беше добра вила, таква и остани. Prašina siva padna po našите патењи и нема веќе стапки, познати чекори.
što ja čuješ, ona naša ta, zaigraj, pušti srce, kreni ja čašata. Ja moram sam da odam, so svoj te ne miri, ti veše dobra bila, takva i ostani. Spojite pazuvi, gorčina Boga radost i dobri spomeni, se koga štaka bilo, takak je ostane. Nekoga što ja čuješ, ona naša ta, zaigraj, pušti srce, kreni ja čašata. Ja moram sam da odam, so svoj te ne miri, ti veše dobra bila, takva i ostani. Prosti mi dušo moja. Крајните минути од вечерашнава наша емисија ќе ги искористам со песна од мојата поезија. Ако некој некогаш ги отвори книгите и во една од страниците ќе биде запишано името на една скромна жена со сите квалитети и мани, ќе праша која е. Нека прочита за да ја открие нејзината тајна. Таа жена со храбро срце знаеше да не сака, но не да мрази. Таа, од исконско име од земјата на Бога, штитеше се и се што од својот род, но не самата себе. Даваше се од себе, а за себе не гледаше. Изложена на ветрови и дождови земаше од духот на таа земја, за да се искачи на највисокиот врв и силно наглас да викне: "Жива е Македонија!" Таа жена со челично срце, праведна и силен глас, некој леден свет урна од низините мечти, без Божја душа и без Божја љубов, здружен со демонската душа, да и ги скрати нејзините крила. Но таа иста жена, лавица на родот, клекнуваше пред Бога. Нејзината молитва успеа да ги сурне сјајните звезди и со нив го осветли патот на нејзиниот живот, на фамилијата, за да нејзините деца бидат вечно благословени, а таа повторно пролета во нов живот и да биде вечен слуга на Севишниот Бог, што го победи демонот. Затоа, патнику мој, чувај го тоа парче хартија за таа жена, ќерка македонска.
И ова петочна наша емисија на YouTube заврши. Благодарејќи ви на сите вам, слушајте не идниот петок од 8 часот навечер на YouTube од The Voice of Macedonia, но затоа пак претходно, поточно в недела на радиопрограмата на CMR, ако отворите на брановата должина 101.3 FM, или можете да одите на вебсайт на CMR 101.3 FM. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд. Thank you.